Земја со богат биодиверзитет и жешка точка на видова и екосистемска разновидност, но и земја која што за заштита, истражувања и за следење на растителните и на животинските видови се потпира на меѓународна помош и донации и на владини организации и индивидуалци. Вака накратко можат да се опишат состојбите со животната средина. Во Македонија буквално недостасуваат државни организации и институции кои треба да се грижат за природата. За да има конкретна заштита, мора да има и конкретни финансиски средства кои што ќе се насочени кон активности поврзани со заштита на одреден вид или на одредено живеалиште или пак на спречување на некои действија кои што и штетат на природата, а ја нарушуваат природната рамнотежа или водат кон загуба на некој одреден вид. И сето тоа не може да се оствари доколку ние немаме финансиски средства одделени од државниот буџет конкретно за ваквите активности. Истражувањата се многу важни. Например, Македонското еколошко друштво цели 15 години го следи балканскиот риз во Маврово и презема мерки за заштита на единките. Спроведува проекти во Преспа за зачувување на влажните живеалишта крај езерото и во Осогово за зачувување на биолошката разновидност. Неопходно е зајакнување на капацитетите и на централно и на локално ниво, особено на управувачите со заштитените подрачја, кои што изминативе 2 години се зголемија за 5%, признаваат од Министерството за животна средина. Покрај овие меѓународни донации секако дека треба да се обезбеди повеќе средства за заштита и конзервација на природата. Во прв ред да се зголемат средствата на управувачите за заштитени подрачја, како например националните паркови, за да можат соодветно да преземат мерки и активности за имплементација на акционите програми, планови и така натака. Секако дека треба да биде зголемено финансирањето и во таа насока Министерството за животна средина има една инвестициона програма која секоја година се распишува. Но тоа не е доволно, значи треба да се зголеми финансирањето во делот на практични проекти во делот на заштита и управување со заштитените подрачја за биодиверзитетот. Предизвикот за заштитените подрачја е голем. Управувачите имаат ограничен буџет, а се соочуваат со дива сеча, криволов, вознемирување, уништување живеалишта. Неопходна е соработка меѓу сите фактори кои што ќе обезбедат одржливо користење на ресурсите и заштита на биодиверзитетот. Доколку имаме финанси, би можеле да ангажираме и поголем број на стручен кадар. Секако тој стручен кадар треба да биде обучен за да може да спроведува мониторинг. Мониторингот на природата не може да го прави било кој, особено за некои специфични видови кои што навистина бараат стручност, знаење, познавање на самата биологија на видот, методите за мониторинг и искуство во спроведување на таквите методи. Често се случува таквите методи да треба да бидат прилагодени на нашето поднебје, односно на нашите услови, каде што ги сретнуваме овие видови или пак живеалишта и затоа е неопходно да се вклучи стручен кадар. Секторот за природа во Управата за животна средина е стручен орган во ресорното министерство. Има 12 вработени, а е одговорен за речиси сите активности за заштита на природата. Неопходно е формирање на посебно стручно тело, Завод за заштита на природа, која што е апострофирано насочено како едно од приоритетните прашања во скоро сите извештаи на Европската унија. Така да тоа е неминовно и треба една таква институција да се формира час поскоро за да можеме да одговориме на сите идни предизвици што ќе бидат во оваа дејност. Само за одбележување што и со овој кадар што го има секторот за природа, во последните 3-4 години има направен значителен придонес во делот на заштита на природа, а со тоа и на биодиверзитетот. Проблемот со финансиите и потребата од зајакнување на капацитетите ги мачат повеќе институции. Веројатно, малкумина знаат дека освен изложбената, клучна за Природонаучниот музеј на Македонија е истражувачката дејност. Најважна е истражувачката дејност. Музеот покрај тоа што колекционира и истражува, затоа што со тие истражувања ние всушност ја зголемуваме и бројката на депонирани примероци, но и бројката на нови видови, бројката на ендемити, да речеме од растенијата имаме над 100 ендемити кои што се врзани само со територијата на Република Македонија. Можам да напоменам дека од фосилните примероци имаме примероци кои што се единствени во светот, значи уникати, така да истражувањата се неизбежни. Во однос на финансирањето, ние сме финансирани од страна на Министерството за култура. На секој истражувач вообичаено му се малку финансии. Меѓутоа, со оглед на тоа дека сме дел од буџетот, мораме да се вклопиме во она што ни е овозможено.
Музеот датира од 1926 година и е една од најстарите институции во земјава. До сега има колекционирано преку 300.000 музејски примероци, а во моментов се изложени над 4.000 експонати. Извршува и едукативна и публицистичка дејност. Со своето речиси едновековно постоење од основањето до денес, музеот, особено во минатото, представувал еден центар за биолошките науки на балканските простори и според мене мислам дека да, Македонија има навистина со што да се пофали и да се гордее кога станува збор за една ваква биолошка институција од ваков тип. Македонија има со што да се пофали, ама некои работи мора да се менуваат. Неспорно е дека Македонија располага со богат биодиверзитет, но очигледно е дека е потребна поголема заштита и повеќе финансиски средства за вршење истражувања и мониторинг.